Две нови жртви на коронавирусот. За една недела 6 смртни случаи во Македонија. Министерот Филипче вели во наредниот период може да се очекува пораст на бројот на починати. Еден од починатите за жал е лице на 31 годишна возраст, што според Филипче покажува дека никој не е имун на оваа смртоносна болест. Тој изразува задоволство што кривата на ново заразени не оди нагоре последниве денови, но сепак вели да останеме внимателни. Ни престои за жал период во кој што ќе расте и бројот на починати. За ова сите мораме да бидеме свесни. Денеска имаме еден млад човек кој што почина. Ова е доказ дека вирусот не штеди, никој не е имун, ниту е заштитен. Ние во последните неколку денови забележуваме зарамнување на кривата, но ништо не би кажал. За сега не би го коментирал тоа, освен што сакам да кажам дека сме внимателни оптимисти. Она што загрижува е што кај 2 од 6 починати лица позитивните тестови се појавија дури по смртта. Иако Светската здравствена организација порача масовно тестирање на целото население, Филипче вели во моментов епидемиолозите сметале дека такво нешто не е потребно. Прво, може да даде несоодветни резултати, заради тоа што дел од тие тестови па се уште помалку сензитивни, значи може да даде лажни резултати, лажна слика и да ги олабави на некој начин луѓето кои што ќе добијат таков по можности лажен резултат и да не се почитуваат мерките. Во последниве 24 часа на територијата на Македонија регистрирани се 18 нови случаи позитивни на COVID-19, со што бројот на заразени порасна на 259, најголемиот дел од Скопје.